Еве не повторно во уште едно издание на Рапорт. Вечерашното издание го започнуваме со актуелните случувања во делот на економијата. Речиси целосно е запрено повлекувањето на депозитите од банките по шпекулациите во врска со политичката криза во Македонија. Во изминатите 2 недели гледаме стабилизација на ситуацијата, а повлекувањето на депозитите речиси запре. Има показатели дека граѓаните ги враќаат депозитите во банките. Ситуацијата се стабилизира, потребните сигнали се пратени и веќе гледаме одговор на банките, кои ги зголемуваат каматите на депозитите. Во денешното издание ќе разговараме со вице-гувернерот на Народна банка на Република Македонија, Анита Ангеловска-Бежовска и професор доцент Љупчо Давчев. Да погледнеме за што станува збор од прилогот што го подготвивме. Водени од нестабилната политичка ситуација во државата, граѓаните поради паника почнаа масовно да откупуваат девизи, односно евра. Пред одреден период еврото се откупуваше за 61,9 денари за 1 евро. Веќе од пред 10 дена во менувачниците, еврото повторно се откупува за 61,9 денари. Во секој случај Народна банка има фиксен девизен курс на денарот во однос на еврото. Од менувачниците велат дека нема простор за паника. Граѓаните своите пари можат да ги штедат во девизи, односно евра, но според нив каде е најсигурно да се штеди и во кој девизен курс? Во девизи би штедела, ама не се заработат. Зошто во девизи? Мислите ли дека е посигурно? Па, посигурно, јасна работа. Денарите може да паднат. Може да ги однема. Да не види што се дешава во државата. Посигурно под перенц. Во денари. Зошто? Па за те саќе одам ќе се извадам некој денар. Не ми стасуват, извадам се. Така на слободно. Па посигурно. Зошто? Па ја така мислам, не знам зашто. Ние имаме солиден систем како некои од европските држави, односно Македонија е земја што има добра инфлација која може да ја рамниме со некои од овие земји. За разлика од претходно, сега ситуацијата е стабилизирана, велат од приватните менувачници. Како што споменавме на самиот почеток, прв гостин во емисијата Рапорт на Канал Плюс телевизија е доктор доцент Љупче Давчев. Добро вечер, господине Давчев, и добро дојдовте во Рапорт. Добро вечер, благодарам на поканата. Така, како ја проценувате моменталната монетарната политика во однос, дали ќе има девалвација на денарот? Па монетарната политика е стабилна од 96-97 година, по последните потреси па наваму, главно водена од Народната банка на Република Македонија. Во однос на можностите за девалвација на денарот, тоа сигурно дека се само обични шпекулации, кои што после овој временски период неколку недели се види дека и останаа само на шпекулации. Значи, главно тоа беа, да речеме, најави од некои луѓе кои што не учествувале досега во монетарниот дел или монетарните власти во Република Македонија, а кои што ги повикаа граѓаните да ги повлечат своите депозити од банките. И не само тоа, не само со тоа што предизвика како еден вид или иницира еден вид на криза, туку и ги повикаа да ги променат своите депозити и своите штедни влогови, значи, од денари во девизи. И целото тоа предизвика да имаме минимален потрес во однос на менувачкиот курс на денарот во однос на еврото или на другите девизи. Меѓутоа, се виде после неколку недели дека тоа се само обични шпекулации, бидејќи курсот на денарот се држи стабилно, реков, од 97 година од страна Народна банка па наваму, и тоа е една од основните цели и заложби на Народна банка, и сигурно дека Народна банка има доволно инструменти и сили тоа да го контролира. Се случи и повеќе паники кај граѓаните? Па да, тоа главно се беше сведено на паника, меѓутоа се виде после краток, релативно во однос на монетарен аспект, краток временски период, дека тоа се само обични шпекулации и ништо од тоа не се случи од тоа што се најавуваше. Дали има било какви услови за турбуленција еве на промена на курсот на денарот? Значи, условите да се створат за да имаме промена на курсот на денарот, односно да имаме девалвација на самиот денар,
се теоретски и практично доста јасно кажани. Значи, ние мора да имаме промена, односно потрес во однос на платниот биланс во Република Македонија. Некаде тој платен биланс, историски просекот на тој платен биланс како дефицит на платниот биланс е 5-6%, значи годишно. Во претходната година имаме негде 2% од бруто домашниот производ, што е на историски најниско, да речеме, ниво. И во однос на првиот квартал, оние мерливи величини кои што може да ги видиме во однос на првиот квартал во Република Македонија, исто така ни кажуваат дека причина за грижа во однос на било каков потрес на монетарен план и то стрикно во однос на промена на курсот на денарот нема, ниту имало во последните години од 97-та година по последниот потрес па наваму. Еве, која е улогата на Народна банка на Република Македонија во евентуален потрес на монетарната политика? Значи, Народна банка на Република Македонија како главниот постулат, значи главната институција која што е најзначена во креирањето на монетарната политика во Република Македонија, има зацртано повеќе цели, меѓу кои што е една од, да речеме, тие главни определби на Народната банка е и држењето на фиксниот курс на денарот. Во текот на овие периоди од осамостојувањето на Македонија па наваму сме имале неколку турбуленции кои што можеле да влијаат на самиот курс на денарот. Значи, овде пред се мисли во однос на 2001 година кризата која што ја преживеавме, во однос на 2009 година кога имаше голема финансиска криза, 2012-13 големата економска криза на Европската унија, потоа 2015 која случи грчката должничка криза. Значи, целото тоа на некој начин влијаеше и на фискалната политика, меѓутоа и на монетарната политика, и овде Народна банка покажа дека е стабилна институција која што многу лесно, без разлика на кој начин се креира фискалната политика во Република Македонија, да може да ги премине сите тие препреки кои што се случуваат или сите тие потреси кои што може да влијаат врз стабилноста на курсот на денарот. Така, каква е загубата на граѓаните со публикувањето на депозитите? Според некои податоци кои што излегува во медиумите, имаме некаде околу 108,3 милиони евра во евра зборува, меѓутоа дел се од тие во денари, дел од евра како депозитна база која што била извлечена од страна на граѓаните од комерцијалните банки во Република Македонија. Ова значи дека за целиот тој временски период, од моментот на извлекување на самите депозити па до денес, за целиот тој временски период граѓаните ја изгубиле каматната стапка која што би можеле да ја добиваат доколку овие парични средства, вишок на парични средства во вид на депозити ги оставиле на своите сметки во банките. Тоа значи дека тие изгубиле преку 3,5 милиони евра, бидејќи ги повлекле овие 108,3 милиони, и изгубиле 3,5 милиони евра во камата, која што би можеле да ја земат како чиста разлика во однос на тоа што ги вложиле своите пари како депозити во банките. Освен тоа, кога ги повлекле денарските депозити од самите банки, целата таа курсна разлика што се случила по повлекувањето и заменувањето на денарите во девизи, загубиле некаде околу 400.000 евра. Значи се на се околу отприлike 4 милиони евра загуба која што ја претрпеле граѓаните како резултат на ситуацијата која што вештачки се искрира во државата за можна девалвација на денарот или за може некаков потрес во банкарскиот сектор и влијание на депозитите на самите граѓани кои што ги вложиле своите средства, вишокот на своите средства во вид на депозити во банките. Сето ова е резултат на шпекулациите. Да. Така, на кој начин Народна банка на Република Македонија интервенира за спречување на евентуални кризи? Народна банка има повеќе инструменти со кои што може да влијае на спречување доколку би се случил потрес и реално се случи некоја криза во државата. Значи, она што беше искористено од Народната банка во овој период, најпрво беа вербалните убедувања од страна на официјалните лица. Вие имате вице-гувернерката, гувернерот излегуваше во повеќе национални и регионални медиуми. Значи, вербалната комуникација со граѓаните и убедувањето, односно презентирањето на реалната ситуација дека немаме проблеми и дека тоа се само шпекулации кои што се емитуваат преку медиумите.
И исто така бе искористен и минимален дел од девизните резерви за да се покрие таа разлика која што се случи во менувачниците на неколку дена од почетокот, да речеме, на оваа вештачки искрирана криза. Значи, она што и престои и дел искористи од тие мерки, односно ја зголеми каматната стапка на 4%, и тоа го најповеќе го искористи како превентивна мерка. Тоа може да се случи, тоа што се случи може да продолжи таа тенденција на зголемување на каматните стапки, што значи дека тоа ќе има влијание врз зголемување на каматните стапки и на кредитите кои што граѓаните и правните лица, односно компаниите би ги земале од банките. Што тоа може да предизвика? Тоа може да предизвика да имаме забавување на инвестицијската активност на самите компании, бидејќи ќе имаат поскапи каматни стапки. Да, значи ќе плаќаат висока камата, односно нивниот кредит, парите кои што ќе ги позајмуваат тие компании ќе ги чинат повеќе. Значи забавување на инвестицијскиот раст, забавување на потрошувачката, намалување на платите, значи намалување на работните места. Значи целото тоа зголемување на каматните стапки претежно кај компаниите, кредитите кај компаниите ќе придонесе да имаме забавување на економскиот раст во државата и тоа сигурно дека и компаниите и граѓаните ќе го осетат на своја кожа. Значи најдобро би било кога целата ситуација гледаме полека се смирува и ќе се смири и да тоа зголемување на каматните стапки биде на најминимално можно ниво. Така, разговаравме за интервенирањето на Народна банка на Република Македонија во однос на евентуални кризи. Кои се целите и задачите на НБРМ? Значи, според тој закон за Народна банка во Република Македонија, главната цел на Народната банка е одржување на ценовна стабилност. Значи, одржување на инфлацијата на некое ниво кое што според Народна банка треба да биде проектирано уште пред почетокот на годината и остварено за време на секоја следна година. Паралелно со тоа имаме споредна цел, односно тоа е одржување на еден финансиски систем кој што ќе биде конкурентен и кој што ќе биде пазарно ориентиран. Значи, тоа се некои од главните цели. Кои се задачите? Значи, Народна банка на Република Македонија, исто како и другите централни банки во сите поедини држави, има повеќе задачи. Една од главните задачи е супервизијата на комерцијалните банки кои што потпаѓаат под влијание или се под капата на Народна банка на Република Македонија, спроведување на самата монетарна политика во државата, од утврдување на девизниот курс и спроведување на самата политика која што ќе ја зададат за девизен курс, потоа одржување на девизни резерви кои што ја гарантираат финансиската стабилност на Република Македонија и ред други, значи, операции кои што тие ги регулираат клиничките системи и така натаму, влегувањето на нови банки во државата, влегување на нов капитал во банкарскиот сектор, затворање и отворање на нови банки, давање на дозволи за работа на банките. Значи имаат плејада на поголема листа, да речеме, на задачи кои што од осамостојувањето па нааму целосно и редовно ги извршуваат, што и само по себе покажува дека и покрај горе споменатите кризи ние имаме финансиски, односно банкарски систем кој што ни е на задоволително ниво, без било какви потреси, иако надворешно сме имале повеќе кризи кои што ни се задесија во овие 26 години. Така, дали влие некако и политичката криза во однос на банките на економијата? Во однос на економијата, банките добро се држат. Нешто кое што е надвор од сите тие збиднувања во државата е тоа што банките повеќе треба да се отфрнат во однос на приватниот сектор. Значи, ние на економскиот факултет во Штип и општо економистите кои се среќаваме ги анализираме, да речеме, ситуациите кои што се случуваат и ги анализираме улогата на банките во целокупниот економски систем во државата. И тоа е една од големите, да речеме, мани кои што може да и се најдат на банките, а тоа е недоволната ориентираност кон финансирање на
на приватниот сектор. Значи тие треба да бидат еден лакмус, односно да бидат една да вршат, да речеме, едно Која е забрзување. улогата, Евена? Да, главната улога на самите комерцијални банки треба да биде забрзување на економскиот раст. Иако имаме сигнали од повеќе, да речеме, директори, раководители на позначените банки во Република Македонија, дека имаме слободни ликвидни средства од страна на банките кои што не се емитувани во приватниот сектор, а причината според нив за тоа се недоволните, односно недобрите инвестициски проекти или несигурните вложувања кои што би требале да ги направат банките, сепак каматната стапка која што емитуваат нашите комерцијални банки е доволно голема за да може да ги апсорбира сите ризици кои што овие банки би ги имале доколку се осврнат кон приватниот сектор. И имаме сигнали од неколку, да речеме, една голема банка, неколку средни, малите банки не играат некоја значајна улога, бидејќи преку 95-6% најголемата улога имаат големите дел од средните банки во Република Македонија. Имаме некои сигнали во однос на една голема и некои средни банки на делување и, да речеме, помагање на приватните компании, меѓутоа тоа сепак е незначително во однос на тоа дека приватниот сектор единствената можност за финансирање на своите проекти има преку земањето на кредити од банките. Значи не можеме, кога го критикуваме целокупниот економски систем, не можеме да не ја земеме кривицата која што имаат банките, и во однос на можноста за кредитирање и во однос на високите каматни стапки кои што ги емитуваат кон приватниот сектор, односно кон компаниите. Како што најавивме на самиот почеток од емисијата за моменталната монетарна политика, стабилниот девизен курс, разговараме и со вице-гувернерот на Народна банка на Република Македонија, Анита Ангеловска-Бежоска. Така, еве во рамки на емисијата Рапорт, наш денешен гостин е вице-гувернерот Анита Ангеловска-Бежоска. Добро вечер, господја Бежоска, и добро дојдовте во Рапорт. Добро вечер, благодарам на поканата. Така, како го оценувате курсот на денарот и притисоците врз него во последниот период? Благодарам на прашањето. Значи, да, постојат притисоци врз курсот на динарот во последниот период, меѓутоа суштината е дека овие притисоци врз курсот не се генерирани од економски фундаментални фактори. Значи, ние немаме влошување гледано од структурен аспект, например, на трговскиот дефицит, што би требало да генерира притисоци на курсот. Значи, во основа се работи за притисоци на курсот, кои што се од неекономски фактори. И Централната банка сериозно ги адресира овие движења и презема мерки во насока на стабилизирање на движењата кај курсот. Централната банка има доволно инструменти кои што може да ги искористи и веќе ги користи по функција на стабилизирање на движењата на девизниот пазар и на курсот. Така, дали денарските депозити се сигурни? Воопшто, значи, депозитите во македонската економија се сигурни, тие се сигурна инвестиција на секој граѓанин. Нашиот банкарски систем се одликува со висока капитализираност, висока ликвидност, што е резултат на долгогодишните политики, на макроекономски политики, но и прудентни супервизорски политики, а и прудентното однесување на самите банки. Значи, нашиот банкарски систем има доволно капацитет да се справи со сите потенцијални шокови. Апсолутно не гледаме никаков ризик за депозитите на граѓаните, особено не поради тоа што всушност не постојат реални економски фактори кои што би требале да резултираат со вакви движења. Така, кои се евентуалните потреси кои би довеле до смена или до промена на актуелната монетарна политика? Централната банка на континуирана основа ги следи движењата во македонската економија од повеќе аспекти и соодветно презема мерки секогаш кога ќе оцени дека тоа е неопходно.
Како и што веројатно знаете, Централната банка реагираше во изминатиот период на повеќе начини со цел стабилизирање на овие неповолни движења во македонската економија. Реагираше вербално, прво со цел јасно да искомуницира со јавноста дека не постојат реални фундаментални фактори кои што би требале да резултираат со притисоци на девизниот пазар и со публикување на депозити или притисоци врз депозитната база на банките. Интервенираше исто така на девизниот пазар со оглед на тоа што ние имаме стратегија на де факто стабилен курс, што подразбира континуирана интервенција од страна на Централната банка секогаш кога постои одредена неравнотежа на девизниот пазар. Дополнително на ова, Централната банка ја зголеми референтната каматна стапка од 3,25 на 4, а сето ова беше во функција на стабилизирање на состојбите и на девизниот пазар и притисоците врз депозитната база во банкарскиот систем. Така, деновиве, односно пред 10 на дена и кај граѓаните се јави паника за купување на депозити. Што значи тоа? На девизи, мислите? На девизи, така. Да се забележуваат тие притисоци на девизниот пазар, значи не само што имаме публикување на депозити генерално од банкарскиот систем, туку јасно се гледа и преференцата на населението за чување, преференцата кон штедење во девизи, што генерира притисоци на девизниот пазар. Сметаме дека ова нема навистина основа за вакво однесување, бидејќи сепак штедењето во домашната валута нуди повисоки приноси, нема економска логика да се штеди во странска валута или барем не целосна конверзија на штедењето од домашна во странска валута. И оттаму Централната банка презема и повеќе мерки кои што се во насока на стабилизирање на овие движења и на девизниот пазар и кај депозитната база во банките. Во секој случај да нема паника кај граѓаните да не се јави. Апсолутно нема никаква потреба од паника, нема економска логика, нема фундаментални фактори кои што би требале да генерираат со вакви состојби. Уште еднаш да повторам, значи нашиот банкарски систем е стабилен, ликвиден банкарски систем, спремен да одговори на било какви привремени притисоци, било да се тие од привремена природа или од било каква друга природа. Така да, навистина, цениме дека нема потреба од вакви перцепции во јавноста. Дали имаме инфлацијски притисоци? Сега да споменавте. Инфлацијски притисоци немаме. Значи, последните 2 години во просек имаме, нашата инфлација е навлезена во негативната зона, блага негативна зона, минус 0,3%. Тие благи дефлаторни трендови продолжуваат и ова година, значи воопшто не станува збор за инфлацијски притисоци. Како ја оценувате предвидувањата за економскиот раст во Република Македонија? Централната банка на редовна основа прави макроекономски проекции во кои рамки ги оценува и односно ги проектира и движењата во реалниот сектор, значи бруто домашниот производ. Во нашиот последен циклус на макроекономски проекции, Централната банка направи 2 сценарија. Едното е основно базично сценарио, едното е алтернативно сценарио. Во основното сценарио очекуваме стапката на раст да продолжи да биде солидна, како и досега, 3,5% оваа година. Меѓутоа, оваа сценарио во основа базира на претпоставката за брзо стабилизирање на политичкиот контекст. Во случај да немаме, да не е исполнета оваа претпоставка, тогаш алтернативното сценарио претпоставува позначително забавување на стапката на раст на некаде околу 1,6% за оваа година. Што е она што најмногу придонесува за економскиот раст во Република Македонија? Во изминативе неколку години се забележува позначајна промена во структурата на бруто домашниот производ, што се согледува преку значајно зголемување на придонесот на извозот. Значи, извозот е значаен двигател фактор кон нашиот бруто домашен производ, инвестициите,
а има одреден позитивен придонес и личната потрошувачка, што е поврзано со позитивните движења на пазарот на труд. Сето ова може во голема мера да се објасни со структурните реформи кои што се спроведуваат во изминативе години, кои што од 2012 година почнаа да даваат позначителни резултати, кои што се согледуваат преку позначително стеснување на трговскиот дефицит, диверсификација на извозната структура на нашата економија, диверсификација на производствената структура, што по дефиниција би значило и помала ранливост на одредени шокови со кои што може да се соочи нашата економија. Значи, извозот, инвестициите и потрошувачката во одредена мера се двигателите на растот на македонската економија. Дали политичката нестабилност влие моментално врз економскиот раст? Токму затоа и ги споменав двете сценарија. Политичкиот контекст е многу важен во однос на движењата во реалниот сектор и секако побрзото стабилизирање на оваа неизвестност која што генерално постои би била во функција на повисоки стапки на раст, бидејќи секоја неизвестност неповолно се одразува врз перцепциите на домашните економски агенти, исто така и врз перцепциите на потенцијалните инвеститори, странските потенцијални инвеститори, исто така и на домашните потенцијални инвеститори, а може неповолно да се одрази и врз финансирањето генерално, домашното финансирање, но и странското финансирање и на државата и на приватниот сектор. Дали банките во Република Македонија се сигурни? Дефинитивно, ние сме затоа тука како Централна банка на континуирана основа го следиме работењето на банките, секогаш кога оценуваме дека треба се преземат одредени мерки во насока на натамошно зајакнување на резистентноста на нашиот банкарски систем, превземаме мерки, ги следиме европските директиви, европската регулатива, а се во функција да и натаму ја градиме резистентноста на нашиот банкарски систем, која што и сега е на исклучително високо ниво. Така, што значи промената на референтната стапка? Промената на референтната стапка всушност се промени каматната стапка на благајничките записи, а благајничките записи представуваат основниот инструмент преку кој што Централната банка ја спроведува монетарната политика и покачувањето на основната каматна стапка е сигнал кој што треба да се проследи до другите економски агенти во нашата економија, а пред се банкарскиот систем. Основната цел поради која што Централната банка ја зголеми каматната стапка е прво сигналната улога, бидејќи од друга страна имавме неповолен тренд на повлекување на депозити од банкарскиот систем, имајќи предвид дека каматните стапки веќе подолг период се намалуваат на штедењето, сакавме да го адресираме ова прашање и јасно да ставиме на знање дека особено во овој контекст во кој што сега се наоѓаме, овој тренд на континуирано намалување на каматните стапки на штедењето треба да престане од страна на банките и банките да понудат соодветни кредитни производи во насока на стимулирање на штедењето и тоа особено подолгорочното штедењето во домашна валута. Господи Бежовска, уште еднаш ви благодарам на гостувањето. Ви благодарам на поканата, задоволство ми беше. Овде завршува уште едно издание на Рапорт. Ви благодарам на вниманието. Останете со програмата на Канал Плюс.